СВР Штип денес поднесе кривична пријава против штипскиот градоначалник Илчо Захариев. Директорот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против лице на возраст од 57 години поради постоење на основано сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот како службено лице, градоначалник на општината Штип, ја искористил службената положба и овластување, имено пријавениот превил наплатени парични средства во висина од 1.567.619 денари, со што и нанел штета на општината Штип, а на правното лице му овозможил да се стекне со противправна имотна корист. За Захариев кривичната пријава е само предизборна политичка манипулација и дека ваква пријава е можно да има и во иднина. Нивниот кандидат најверојатно му треба некаква таква поддршка за да може да освои некој поен кај граѓаните. Но веднаш да кажам дека Захариев Илчо за овие 4 години работеше многу законито, многу професионално, многу одговорно, затоа направивме 450 проекти. Тие проекти се во градот и најверојатно тоа им смета на моите политички конкуренти, па сега во моментот кога веќе сме во изборен период, они поднесуваат кривична пријава за нешто што е кристално чисто и законито. Се работи за компанијата Актива. Ова компанија со преддоговор платила на општина Штип 1,5 милион денари за комуналии. Меѓувреме, таа компанија го направила објектот, но немала одобрение за градење, и со законот за легализација, кој дојде потоа како закон за легализација, тие се го легализира објектот на булеварот Гоце Делчев и си платија за легализацијата. Потоа си го дооформија сопственото земјиште и останаа да висат 1,5 милион денара кои се платени како преддоговор за комуналии, а објектот е веќе легализиран по друг основ. Значи, општина Штип требаше да биде тушен од Актива, тие 1,5 милиони евра да ги врати, значи тоа е јавното предпријатие Штип проект. За објектот кој беше направен во 2004 година, зборуваме тогаш не бев градоначалник, значи за 2005 година, со закон за легализација тој објект е легализиран, си платил регуларна легализација, висеа 1,5 милион денара за преддоговор за платени комуналии. Тие платени комуналии и ние морахме да вратиме назад. Значи предметот е толку кристален чист, но лично мислам дека овде е чиста политичка пресметка и мора на македонската јавност и на штипската јавност да ја кажам дека за мојот мандат од 4 години за секој проект во овој град следуваше кривична пријава, некаде околу 40 истраги имаше за моето работење. До сега ниту една од тие кривични пријави не е процесуирана, што е доказ за мојот висок професионализам и одговорност. Ние никој пат нема да дозволиме, посебно јас, да направам нешто кое ќе биде незаконито и кое ќе биде предмет на истражување и сомнежи. Би сакал обвинителството, значи истражните органи да го истражат до крај и да покажат колку Министерство за внатрешни работи работи во прилогот на една политичка партија во овој момент. На кривичната реагираа и од СДСМ Штип. Сомнежите за постоење за наводно злосторничко здружение на ВМРО ДПМН инсталирано во Штип ќе се испостават како точни. СВР Штип поднесе кривична пријава против Илчо Захариев. Ваквите лица кои се штета на граѓаните редно е да си заминат. Граѓаните на општина Штип се ограбени за 1.567.619 денари. Ги охрабруваме институциите да продолжат со борбата против криминалот, без разлика на која политичка партија или заедница припаѓаат луѓето кои учествувале во истиот. Законот ќе важи за сите. Стои во реакцијата на СДСМ.